Официјалната истрага за смртта на холивудскиот ветеран Джин Хекман и неговата сопруга пијанистката Бетси Аракава е завршена, но шокот од откритијата на истражителите ќе трае уште долго. Според извештајот на медицинските истражители, Хекман починал од срцево заболување, а дополнителен фактор била напредната Алцхајмерова болест. Неговата сопруга починала од хантавирусен пулмонален синдром, ретка вирусна болест поврзана со глодари, која има симптоми слични на грип. Теориите за труење со газ, јаглерод моноксид, лекови па дури самоубиство биле отфрлени. Приказната за последните денови од животот на големиот актер добива особено трагичен тон со откритието дека прва починала неговата сопруга. Иако не можат прецизно да го утврдат времето, истражителите сметат дека таа починала на 11 февруари. Хекман имал вграден пейсмейкер на кој последната забележана активност била на 17 февруари, што укажува дека актерот најверојатно починал тогаш или најдоцна на 18 февруари. Нивните тела на 26 февруари ги пронашле работници кои според договорот со Аракава 2 недели претходно дошле да работат на одржување на имотот. Тие беа во брак повеќе од 30 години и живееа многу повлечено, особено во последните неколку години на убав имот во Санта Фе, Ново Мексико. Шокираните пријатели и соседи се уште не можат да поверуваат во официјалните заклучоци од истрагата. Близок пријател на парот Том Алин за Daily Mail изјави дека Хекман не можел да повика помош по смртта на својата сопруга бидејќи немал телефон. Иако полицијата во куќата пронашла 2 мобилни телефони, наводно актерот не ги користел. Алин додал дека Хекман немал телефон бидејќи технологијата не го интересирала. Ова е толку тажно. Неговата сопруга починала, а Алцхајмеровата болест била толку напредната што тој одел низ куќата и не јадел. А без телефон не можел да повика помош дури и да сакал, изјави тој. Телото на Хекман било пронајдено на подот во предсобието, додека неговата сопруга починала во бањата 6 метри подалеку. За време на обдукцијата било утврдено дека во неговиот желудник немало храна. Судската специјалистка по патологија доктор Хедер Джарел во изјава навела: можно е госпоѓа Хекман да починала, а нејзиниот сопруг воопшто да не бил свесен за тоа. Во куќата била пронајдена и мртвата 12-годишна кучка Зина, била затворена во кафез бидејќи се опоравувала од оперативен запад. Аракава ја донела дома од ветеринарната клиника на 9 февруари, што било регистрирано од неколку безбедносни камери. Во саботата беше објавена епизодата со пејачката Леди Гага од подкастот The Interview на New York Times, додека поп звездата го промовира својот долгоочекуван нов албум Mayhem. За време на разговорот таа отворено зборуваше за тоа зошто и требало толку долго да сними нов студиски албум, откривајќи дека се соочувала со проблеми со менталното здравје. Пред 5 години доживеа психоза. Некое време не бев целосно свесна за реалноста. Тоа ме оддалечи од нормалниот живот, но по години напор и работа успеав повторно да се вратам, сподели таа. Моментално пејачката е свршена со својот долгогодишен партнер Мајкл Полански, која запознал во период кога почнала да се опоравува, но се уште не се чувствувала целосно добро. Тоа беше тежок период, но имаше и нешто посебно во него, бидејќи кога го запознав Мајкл веќе бе во подобра состојба. Но се сеќавам дека уште на почетокот ми рече: знам дека можеш да бидеш многу посрекна отколку што си сега. Ми беше навистина тешко да го слушнам тоа, бидејќи не сакав тој така да ме доживе. Сакав да мисля дека сум среќна и целосно стабилна личност. Откри Гага. Нашата актерка и продуцентка Лабина Митевска е првата македонка која ја доби наградата за меѓународна копродукција на Европскиот фестивал за филмски награди EurImages за нејзиниот исклучителен придонес во филмската копродукција. Таа заедно со сестра си Теона и нивниот брат Вук е основач на продуцентската куќа Sisters and Brother Митевски Production. Лабина на доделувањето на наградата на гостите, меѓу кои беа и славните актери Изабела Роселини, Жилиет Бишон и Рейф Фајнс, најпрво им собрати на македонски јазик, а потоа одржа моќен говор со кој се заблагодари за признанието, но и раскажа за состојбата во македонската филмска продукција, каде што таа, нејзината сестра и брат
творат околу 25 години. Лабина ја доби наградата од шведската актерка Наоми Рапас, која глуми во новиот филм на Теона Митевска "Мајка". Фестивалот Денови на македонска музика по 48 пат ќе се одржува од 17 март до 8 март на 3 локации во Скопје, Филхармонија, Музеј на македонска борба и Национална опера и балет. Фестивалот ќе понуди разновиден избор на современи дела, премиери и автори селектирани од годинашниот куратор, композиторот Филип Иванов. Ќе има 9 концертни вечери, дела од 30 македонски композитори, 3 авторски јубилеи, 7 асамбли и повеќе од 30 солисти, велат од Сојузот на композитори на Македонија. Од фестивалот велат дека на својата веб страница и на социјалните мрежи ќе ја објавуваат програмата за концертите што следат.